може малку да не воведеш во тој период на 18-тиот век и на почетокот на 19-тиот век, со какви предизвици се соочувала Отоманската империја и кои биле тука некои востанија од социјален карактер, востанија и буни, да речеме, кои што не се спомнуваат во официјалното образование. Кога започнува да се чувствува опаѓањето на Османската империја, започнува да се поставува прашањето што потоа, кој и како треба да ја замени Османската империја на престоите на Балканскиот полуостров и на Блискиот исток. Постојат повеќе датуми, повеќе различни историчари, различито зборуваат за тоа кога всушност се отвара источното прашање, но тоа грубо кажано може да кажеме е дека започнува после големата австриско-османлиска војна од 1683 до 1699 година, кога австриската војска излегува како победник заедно со низините полски сојузници, заедно и со Русија, излегува како победник против османлиите. Во овој период, можеме да кажеме дека се одвива и едно од најголемите востанија до тогаш на територијата на Македонија, тоа е Карпашовото востание. Се гледа едноставно дека во првите години, додека османлиската власт е прилично стабилна и сигурна, не постојат никакви востанија од голем обем. Да кажеме Карпашовото востание, можеби заедно со едно востание во Срем и во Чиправец во Бугарија, е едно од востанијата со најголем обем после 2 века фактички од востанието на Скендербег.